Еден доктор на брзина влегол во болницата откако бил повикан за итна операција на едно повредено момче. Тој се пријавил, се пресоблекол и веднаш поитал во одделот за операции. Во болничкиот ходник загрижено стоел таткото на повреденото момче, кој кога го здогледал докторот извикал: "Зошто ти требаше толку време за да дојдеш? Зарем не знаеше дека животот на син ми е во опасност? Зарем немаш ни малку чувство за одговорност?" Докторот климнал со главата и одговорил: "Жалам, но дојдов најбргу што можев. Ве молам, смирете се за да можам да ја завршам мојата работа. А што доколку вашиот син е во оваа операциона сала сега? Дали вие ќе бевте смирен? Да сте на моето место и вашиот син да умира додека докторот доцни, што би направиле вие?" Запрашал таткото. "Би го направил тоа што ќе можам. Сега ве молам, смирете се, одете и молете се за вашиот син, ние ќе направиме се што можеме за да го спасиме со помош на милоста Божја." Одговорил докторот. "Лесно ви е вам тоа да го кажете кога не сте засегнати," промрморал таткото. Операцијата на момчето траела неколку часови, но на крајот завршила успешно. "Фала му на Бога, вашиот син ќе биде добро. Операцијата беше успешна, сега морам да одам. Ако имате некое прашање, прашајте ја сестрата," рекол докторот. Пред да има можност таткото да рече било што, докторот веќе ја напуштил болницата. Зошто тој е толку арогантен? Не можеше ли да почека некоја минута за да го прашам за состојбата на син ми? Коментираше таткото гледајќи ја сестрата откако замина докторот. Сестрата одговори со солзи во очите: "Неговиот син почина вчера во сообраќајна несреќа, тој беше на погреб кога го повикавме за операцијата на син ви. Сега откако го спаси животот на вашиот син, тој замина да го доврши погребот на неговиот син." Поука: размислете два пати пред да ги осудите другите. Не го знаете нивниот живот, ниту низ што поминуваат тие.